нема забележено некои нерегуларности или непочитување од страна на граѓаните. Инаку оваа прилеп имаше 6 пунктови во градот и неколку патролни служби кои што патрулираа преку целата ноќ, така да на задоволство на сите нас информацијата е дека граѓаните во главно ги почитуваат сите овие наредби, да кажам, и правила што беа кажани од владата. Да соопштам дека во општина Прилеп се прават напори да ги задоволиме сите побарувања на заштитни маски што ги дели во овој момент, затоа што поделбата на заштитните маски што ги прават општествено одговорните компании се делат преку општината. Во овој момент, до овој момент имаме поделено околу 9.500 маски и тоа да кажам дека на располагање се уште имаме неколку илјади маски кои што во континуитет и перманентно се задоволуваат потребите на сите институции. Како што кажав денеска повтор па тебе се поделени заштитните маски на матичните лекари и стоматолози, по сите јавни комунални претпријатија и сите оние институции и субјекти кои што имаат побарано од нас. Мислам дека му имаме излезено во престрет. Морам да кажам дека општествено одговорните компании кои што побаравме како општина да излезат во престрет во овој момент на граѓаните, до сега се имаат неколку такви општествено одговорни компании и кои што ги упативме до општинската организација на Црвениот крст, каде што оттаму ќе се делат и социјалните пакети. И во овој момент морам да ја спомнам уште нашата заложба што ја дадовме према стопанските субјекти, тоест према Стопанската комора на општина Прилеп, каде што и Стопанската комора не излезе во престрет да ги надополни средствата што треба да се платат код одредените компании кои што ќе донираат, тоест кои што ќе дадат средства за дезинфекција, не само во општината, не само јавните претпријатија, туку и секаде онаму каде што има потреба во субјектите во нашиот град. Од друга страна да напоменам дека денес едно лице е упатено на испитување за коронавирус во Институтот на јавно здравје во Скопје, каде што секој момент ги чакаме резултатите. За самоизолација имаме во овој момент во Прилепска општина 161 лице и да кажам дека е поднесена уште една кривична пријава, 8 поред, за едно лице што не ги почитува овие правила. Во овој момент сакам да изразам уште еднаш благодарност до сите наши компании од нашиот град кои што покажаа во вистински момент општествена одговорност за оние кои што ги шијат маските во овој момент. Морам да спомнам дека Прилеп стана синоним за заштитни маски, затоа што, верувајте, имаме побарување од целата држава за заштитни маски и онаму каде што имаме можности, колку се нашите можности, изјагуваме во престрет. И за тоа благодарност му упатувам уште еднаш на компаниите Gifted Tech, Fashion Link и компанијата Кули, а секако нема да ја заборавиме, затоа посебно ќе кажи собственикот на компанијата Конфи Ангел од нашиот град, која што вистински застана во прав момент, на најдобар можен начин да ја покажи својата општествена одговорност и како треба одговорните компании да се однесуваат во овој момент. И уште еднаш сакам да напомнам, да упатам уште еднаш апел до сите наши граѓани во општина Прилеп, да ги почитуваат сите мерки на владата и она што е упатено од Министерството за внатрешни работи, почитување на полицискиот час и што помалку собирање повеќе од 5 мина на било кои места, затоа што превенцијата, како што секаде гледаме, е успехот против коронавирусот. Ова се маски кои што се рачно изработени, не се сертифицирани, со материјал кој што ние го имаме во моментов на лагер. За вакво производство на маски, верувајте, имаме поголема количество на материјал кој што може да ни одговори. Истиот тој материјал имено го користиме и за друг тип на производ, кој што ќе ни биде неопходен во понатамошното функционирање, тоа се скафандерите, а денеска донесовме уште еден заклучок дека во моментов можеме да
да произведуваме уште 2 типови на производи, кои што ќе можат да му помогнат многу на сите медицински лица во овој момент. Имено донесовме став и одлука дека треба преструктурирање на одреден дел од производството, кој што ќе се фокусира само на потребите на нашата популација и на потребите на медицинските центри и лица во нашата земја, а секако доколку постои простор, ние како земја би помогнале и во регионот.